Мојот прв гостин за денеска е Бојан Петковски, етнокореолог, млад, успешен и креативен човек со една мисија и визија, а тоа е да го стави културното наследство во современ контекст. Што тоа значи и како тоа Бојан го прави, ќе ни раскаже самиот во прво лице. Добри дојде во наш подиум. Добар ден на вас, добар ден на гледачите. Многу се радувам што сум овдека и ќе говориме на една многу важна тема, тоа е културното наследство. Така, Бојан, најпрво, за тоа што прв пат се запознаваме, кажи ми твојата професионална позадина. Зошто токму етнокореологијата е твоја професионална определба? Мојата љубов кон културното наследство започна пред се како игрорец, како на многу млади во нашата земја. Но во суштина со запишување во Средното музичко училиште се отворија моите видици за што се е традиционалната култура. Таа не е играм оро и пеам песна, навистина е на специфична наука, историска наука пред се, зборуваме за факти кои што се случиле во минатото. Па од тука ја одбрав етнокореологијата со една малку подлабока истражувачка дейност кон традиционалната игра, но секако низ годините се образов и воопшто за различната материјална и духовна култура на нашата земја. Така, велиш дека твојата работа ја делиш на три сегменти: научно-истражувачка, сценска и уметничка. Појасни ни ги овие елементи. Во суштина, како што кажав, пред се традиционалната култура кога се разработува, станува збор за една историска наука и многу често она што се случува во презентирањето на сцената, јас многу често го критикувам од тој аспект, затоа што нашата работа пред се е како на историчарите, она што го наоѓаме на теренот, така автентично да го пренесеме денес во сегашноста. Тој е сегментот на научно-истражувачката работа, каде што прво се истражува теренот, потоа се консултира стручната литература и се прави една симбиоза од тие два сегменти, потоа може да се изнесат мислењата и тврдењата за традиционалната култура. И сега второстепено, но не помалку важно, доаѓа и концептот за презентација. Вие многу убаво го почнавте овој разговор денес премината во 21 век, затоа што во суштина тоа е многу важно, сето она кое што се случува во минатото, како да го оставиме во контекстот на 21 век и на вистина голем е предизвикот да се работи на традиционална тема, нешто што се случува како историски факт, но да се пренесе до младите генерации, до поширокиот аудиториум, а тоа го правиме преку користење на различни текови трендови кои што ќе видиме во суштина ни самиот разговор. Така, а колку вистински го разбираме значењето на она што значи културно наследство? Колку сме свесни за неговата тежина? Кога станува збор за културното наследство, многу често говориме како треба да го употребиме денес во 21 век, но она што нам ни недостига тоа е дефинитивно едукацијата. Ние имаме многу мала едукација за културното наследство, именно филозофски гледано, вие прво нештото треба да го разберете, па потем да може да го примените, актуализирате, да го ставате во концепти како сакате. Затоа е многу важно во суштина првиот сегмент секогаш да биде едукацијата, но вистинската едукација, каде што ќе консултирате литература, ќе погледнете стари фотографии, архивски материјали, и потоа само така едуцирани ќе може да ги движите тековите и трендовите во културното наследство. Така како тоа вие ќе го направите утре на 14 октомври, што ќе се случува и по кој повод? Јас кога работев во изминативе години многу често прибегнав од еден традиционален концепт за презентација на културното наследство, тоа е во суштина сценската презентација преку едни сценски изведби кои што не се за сегмент од вашето работење. Да, токму така, не се за подценување, но е нешто што е преактуелно, можеби за сите на публиката од сето тоа. Јас многу повеќе прибегнав кон луѓето од уметноста, прибегнав кон уметниците од типот на сликари, на сето тоа и така дојдовме до уметничкиот триптих Арго или надвор од него, кој што во суштина е еден проект кој што го работам во целата 2025 година. Добро, како ќе биде презентиран? Велите триптих, тоа значи дека ќе биде поделен повторно на три сегменти. Така, станува збор за три различни сегменти, инаку би сакал да посочам за гледачите, многу интересно кога се бираше терминологијата Арго, во суштина малку попластично представува таен јазик на одредена група на луѓе кои што го разбираат само тие и никој останат, сугерирајќи баш онака сугестивно на прашањето дали културното наследство е арко. Дали еден затворен круг кој што го разбираме ние, малкумина, влюбеници, кои што го сакаме сето тоа. Јас мислам дефинитивно дека постои интерес и кај младите, но кога направено истражување на територија на целата држава се гледа дека тоа е многу мал и затворен круг и од тука триптихот сака да го пробие аргото, составен од прошири кругот всушност. Токму така. Ме и да излезе од кругот, да го отвори кругот, да стане еден полукруг кон сите останати. И во суштина аргото е триптихот Арго е во три последователни фази, каде што
првата фаза е едукација, тоа е преку проектот Визура 10, каде што публиката ќе се едуцира, како што имено и кажав преходно, основата треба да се едуцирате, па потоа да примените. Вториот сегмент од триптихот, тоа е контемплирање или длабоко размислување на темата. Онака како што ќе се едуцирате, ќе продолжите да размислувате, тоа е преку вториот проект, обожување на пепелта, и сега откако веќе ќе размислите, треба да го издадете и својот личен став, а тоа ќе биде во последниот сегмент на триптихот, а тоа е проектот Еуфемизам. Така да во едни 3 последователни фази во текот на годината ќе го преследиме триптихот Арго. Така, може ли сега да се задржиме малку подетално на секој од овие 3 сегменти? Визура 10. Прво, зошто Визура и зошто 10? Благодарам за прашањето, затоа што оваа година, во суштина морам да бидам искрен со вас и со гледачите, оваа година се навршува 10 години од реализацијата на мојот прв проект и сега желбата да се сподели тој јубилеј со сите беше засенета во голема мера од потребата да не биде тоа јубилеј 10 години Бојан Петковски, туку да се даде повторно еден наслов кој што ќе биде уметнички, кој што ќе привлече публиката. Кога ги создавам проектите, секогаш внимавам и на користењето на македонскиот јазик, затоа што нашиот јазик воопшто не е сиромашен со термини. И од тука дојде еден термин кој што помалку во јавниот дискурс секојдневно го користиме, тоа е зборот визура, кој што представува еден поглед од наблюдувачот до предметот на наблюдување и во суштина Визура 10 ќе донесе на публиката сето она кое што јас го работев изминативе години. Станува збор за концерт на целовечерен концерт на традиционална музика игра од преку 10 различни етнички предели, односно посетителите ќе може да видат традицијата во својата автентична форма, ќе може да видат традиционално играње од пределот на околината на Тетово, традиционално пење од околината на Крива Паланка, значи буквално во една архаична форма да ја видат традицијата, односно таа визура, мојот поглед кон традицијата во изминатите 10 години. Така, она што мене ми остави особен впечаток е поидовната мисла која ве инспирирала за вториот дел од триптихот кој го презентираме, односно го најавуваме денеска, а тоа е мислата на Густав Малер која вели традицијата не е обожување на пепелта, туку разгорување на огнот. Јас на оваа метафора можам да се задржам со часови, но прилично сте вешт во концизно формулирање на мислите, повелете вие, појаснете за гледачите која е идејата овде. Пораката која што јас година назад сакам да испратам е важноста од читањето и осознавањето на нови информации, но и многу важно создавањето на став на тугиот став. Имено Густав Малер уште во 19-тиот век многу јасно забележал дека традицијата не треба да ја обожуваме само пепелта, односно да само се радуваме на она кое што се случува, туку да го разгоруваме огнот. Во македонскиот концепт јас го проблематизирам уште подлабоко прашањето. Дали ние ја обожуваме пепелта, дали ја разгоруваме или јас би рекол ниту едно од двете. И во текот еве во моментов го гледаме и постерот кој што оди на обожување на пепелта, тоа е на девојка поставена во една позиција на обожување на самата традиција и ќе видиме на утре на 14 во МКЦ ќе биде поставена уметничка инсталација каде што ќе има пепел, ќе има стол и многу интересно се работи преку едни визуелни сегменти, односно преку една светлечка инсталација. Работиме со еден тим кој што навистина на гледачот не би ни открил многу. Во суштина, знаете како кога се работи традицијата, многу често луѓето доаѓаат, следат, даваат аплауз и заминуваат. Многу ретко се запрашуваат што навистина видели, многу ретко се дискутира за традицијата. Уметничката инсталација обожување на пепелта треба да иницира една јасна дискусија во луѓето. Онака многу често за моите проекти се вели не те сватија. Некогаш и тоа е целата поента. Луѓето да не ја сватат во целост пораката, туку многу повеќе. Имено многу повеќе во јавниот дискурс на тој начин ќе се говори за културното наследство. И повторно ќе кажеме, повторно го гледаме постерот е на извонреден за мене оваа компјутерска обработка, каде што повторно преку една светлосна инсталација ќе може да видиме луѓето ќе може да се запрашаат многу повеќе на темата на културното наследство. И повторно ќе кажам, тие ќе бидат во истиот простор. Прво публиката ќе може да проследи Визура 10, односно традиционалното играње и пење, и потоа веднаш да ја погледне и уметничката инсталација во една таква корелација од она што го виделе како суров материјал, како автентични изведби, веќе со уметничката инсталација да се запрашаат за значењето на сето тоа. Да, фантастично. А третиот дел од триптихот е концерт во најава со наслов Еуфемизам. Зошто еуфемизам? Еуфемизам повторно доаѓа од еден македонски збор каде што употребувате поблага форма за нешто лошо што се случило, можеби и
целата оваа програма која што во моментот луѓето ќе може да видат еден еуфемизам, едно на благо кажување на лошата состојба Не си за лош, за наместо културното. добар си. Да. Да, една блага форма за како ние го третираме културното наследство, во суштина многу важно за сите посетители кои што ќе бидат на настанот, особено младите луѓе кои што се почесто се на моите настани, ќе може преку скенирање на еден QR код да се пријават на настанот еуфемизам. Тоа нема да биде личен настан, моето ќе биде на групна и заедничка изложба. Ако би погледнал во изминатите 10 години наназад на своите први проекти, беше многу тешко да се дојде до простор, многу беше тешко да се дојде до комуникацијата со останатите уметници, она што мене ми е последователно некако ми доаѓа е таквата инспирација која што ќе дадам во претходните проекти, да можеме еден заеднички настан да изреализираме и многу повеќе во тоа да видиме како фелата, но како луѓето надвор од фелата размислуваат на оваа тема. Еуфемизам ќе ги поттикне луѓето да создадат уметничко дело, дали тоа ќе е фотографија, дали тоа ќе е ликовно дело, дали тоа ќе е перформанс преку кој што ќе го изразат својот став за сето она кое што го виделе и во Визура 10 и во обожување на Пепел. Фантастично, Бојан, верувам дека ќе имате успешен настан утре вечер. Да подсетиме уште еднаш за нашите гледачи, 14 октомври 2025 година, 20 часот во Младинскиот културен центар, тука кај нас во комшилук. Именно и на таа тема би сакал да продискутирам, дека ми е многу драго дека настанот се случува во Младинскиот културен центар, како една установа која што собира различни типови на уметници. Повторно се навраќаме на аргото, затоа што традицијата секогаш беше чувана во своите кругови, се ги излегуваме и просторно се доближуваме до остатокот на уметниците. Да, одлична поента, Бојан. Ви благодарам за одвоеното време. Повторно ќе кажам, ви посакувам успешен настан и се гледаме повторно за сите нови уметнички и културолошки подвизи. Благодарам и јас на вас.